Под мотото Диши во знаење годинава се одбележува светскиот ден на ХОП, односно хронично обструктивно белодробно заболување. Најчестите симптоми на ова заболување се отежнато дишење, недостаток на воздух, кашлица со искашлување на секрет, придружени со слабост, губење на апетитот и телесна тежина. Астмата е болест која што точно дека не се лекува, меѓутоа се става под контрола, а додека ХОП, хроничната белодробна обструктивна болест, е болест која што е доста поинвазивна и има лош крај. Главната причина за настанување на ХОП е пушењето. Други ризик фактори се загадувањето на воздухот и професионалната изложеност на гасови или прашина. Некои случаи на ХОП се јавуваат како резултат на долгогодишна астма или генетски фактори. Со загадувањето, аерозагадувањето. Сето тоа се причина, бидејќи знаете дека веќе се изменето. И храната што ја јадеме, се прска со разни пестициди. Исто така, сето тоа се всушност потенцијални алергени. Загадувањето од моторните возила, сето тоа влијае за да се зголеми бројот на пациентите кои што боледуваат од алергиска астма, а воедно да се зголеми бројот на атопиите, односно склоноста кон алергиите. Според податоците на Светската здравствена организација, 5 до 10% од сите возрастни над 40 годишна возраст имаат ХОП, со поголема застапеност кај мажите отколку кај жените. Се проценува дека во следните години бројот на пациенти со ХОП ќе се зголемува поради повисоката преваленција на пушачи и глобалното старење на светската популација.